Добар ден, домајчини! Арли сте ми? Така. Еве јас и мојот снимател Лука дојдовме во твоево родно место овдека да видиме како живее селово. Ќе може да му помометиме? Нема проблем. Туку вака едно, ој таму ти седни си на столчето и ја ќе дам до тебе овдека вака. Така што се вика, по селките се ниме. Домајчински. Така, слушај вака едно. Вака да ми кажеш, ми рече дека се викаш Славе, така? Да. Вака да ми кажеш накратко за лична карта на село Врбјани, како го добил името, како има легенда, колку куќи има селово, колку жители има селово и од што живее селово. Врбјани има 80 куќи, отприлика околу 300 жители. Селото е поставено на 600 метри надморска висина. Се најдува на патот Прилеп-Крушево на 15 километар. Добро е, комуникацијата е добра со двата градови, со Крушево и со Прилеп. Кои му се соседни села на селото Врбјани? Соседни села на Врбјани се од источната страна е Славеј, таа е нова населба, 54-та некаде е формирана, или 47-та, не знам точно. Од западната страна е Кривогаштани, од северната страна се Заполжани и Вранче, а од јужната страна е Боротино. Колку има атар селово? Атар на селово е 14,7 километри. Значи околу 15 квадратни Околу километри. 15 километри. Едно од поголемите села во општина Кривогаштани. Со атар, мислам. Колку има мала селово, да речеме вака едно и колку стари фамилии? Четири мала поглавни има и едно го викаме, барем јас така го викам, имаме Чачоровско мало, Станковско мало, Тошевско мало и Ѓоревско мало. И едно имаме таму Кула мало. Се најдуваме во местото малото викано Кула мало. Позади нас е тука кулата, така наречена, попозната е во селото како Кула Бомболовска. Во неде живееле газдите бомболовци од Прилеп на времето. Кулата е градена 1519 година. Во ова наше село никогаш не живееле турци, никогаш, али во неде живеел Јашарбек. Јашарбек од тука е убиен во кулата 1881 година од страна на војводата Димо Чакри од Прилеп. И од тогаш, после тоа, кулата е купена од бомболовци, кои биле гојдари во Крушејце, биле гојдари тие, на некој начин запечалиле пари. Дошле го купиле кулата ја купиле и чифлигот во село Врбјани. Тие постоеле се додека завршиле тие чифлички работи. Така? Врбјанците, нашите. Денеска кулата ја гледаме во состојба кај што е падната? Да, падната е, не води никој сметка за незе. Добро би било да се заинтересира историски архив или музејот за култура или некој од тие Од Министерството за култура? Министерството за култура, да, некој да се интересира да се поправи кулата. Таа е историски споменик, доста стара е. До сега никој не поводил сметка на тоа. Јас би дојдол дека 550 години е кулата стара, 550 години историја на ова село. Да, 550 години историја на ова село. Јас најдов документи пишани, турски документи. Во книгата што ја пишував, Врбјани се спомнува од 1464 година. Врбјани. Како христијанско село. Колку имало одаи внатре, колку соби вака? Кулата е градена на 4 спрата. Првите 3 спрата се амбари, горниот спрат е за живење. Исто е паднат. Граден беше од цигла, забо на времето го сруши, си го покажа своето. Кога доаѓаме во селата, освен што се ги наоѓаме луѓето овдека на сред село, многумина велат дека ако не најдеш луѓе на сред село, ќе најдеш луѓе во продавница. Меѓутоа, порано велеа дека зборното место на сите села, не во сите села, па и овдека во Врбјани е црквата. Како ви се вика црквата, колку има летни слави селото и кој... Црквата во Врбјани се вика Свети Никола. Осветена е 1856 година, пред 150 години, прошлата година, 2006 славиме 150 годишнина, владиката беше тука Петар.
на службата. А, Кој му летна слава на селово? Свети Никола. Летен. Талей, да, 2 јуни. Куќни слави на... Куќни слави има 5 или 6. Тие се Петковден, Пречиста, Свети Ѓорѓија, Свети Никола и Водици. И Ѓурѓомовче. Ова село е живо село што се вика. Во ова село има доста млади луѓе, доста има и мали дечина. Училиште имате во селото? Имаме школо, 4-годишно училиште. Тоа се најде во источниот дел на селото. Градено е 1934 година, а во 2005 година го реновиравме и сега е сосема нова зграда. Функционира како нова зграда, има ученици околу 10 во него, мислам, од прво до четврто учат. А претходно, пред да се изгради тоа училиште, имаме уште едно школо, градено е 12 година, сега таа е приватна куќа. Српско или бугарско, не знам што време било тогаш, не знам. Градено е тогаш и постои се уште тоа. А од 5 до 8 делени каде одат деца на училиште? После тоа 5, 6, 7 и 8 одат во Кривограштани. Дојде, ела, на. Кога одиме по селата низ Македонија, ретко кога може да видиме како куќето со планинец ќе го пречека не само домаќинот, туку и гостинот. Ова куќе со планинецот знае дека кој е добар човек и кој е добре дојден во сите села во Македонија. Добар ден, бабичке. Добар ден. Како си ми, Арна си ми? Нас добро сум. Те служи здравието? Добро сум, ми служи. Што годината ги направи? 74. Од каде си родом ти вака? Од Бела црква. Од Белоцрква, а? Да. И што има ново вака само селово? Шо има работа? Што да има друго? Вака со сточарство се занимаваме. Со кого живееш ти овдека во Со село? сино живеем, со фамилиарно дома. Дома, да. Со сино живеем, со сната и со мажо и Так. јас. Колку внучини имаш вака? Нучина имам 3, 2, 5. 5, а? 5 од черки. Така? Да. И оварче го, кој ти се вака помили? Или сите се? Сите ми се мили. Кој живот беше поарен? Животот на мојато време на 40 години или сегашниот на 70 твоите? Што велиш ти? Исто е живото, само да ти е во душата здравие да имаш. Так. Ништо друго. По многу емисии, Е, по многу села и на многу подалеку. Так. Да. Иначе кај му е тргна. Кај ма тргна, па ми си имаме со ова комшилук, па кај на муабет, кај ваму, кај таму. Так. Што години имаш вака? Ми вака е 71 година. Стапчето те крепи? Не, уште јас го носам ради куќина, иначе така, уште пеш одам. Так, што поработуваш вака во години си? И во години сум тропензичка земам и 2-3 кравчи навртам, до лани тротутунче со старата маткавме. Так. Со кравчината си задоволен? Абе, јас сум задоволен, само не сме задоволни од страна. И што тоа? Што тоа остаревне не можеме дојме. Така. Пастири нема. Секој барат готоа. Второ, прво вода нема кај да се напоја еден стар човек или потера, не е вода капка една во овој виров овдеки ние немаме за стоката. Една вода имаме таму, уште државата ја постави покојна, Југославија, на неколку места, кај се затна, кај од луѓе, кај од природа и останавни без та вода, овде водата е главна улога за стоката, иначе за сточарство овдеки нигде подне. Земете што имаш ја работи сета? Ами, поработувам нешто дечиштата, нешто јас. Так, бабичката? Та, ета вари зелка за ручек. Убаво, добро е. Од кај ти е вака бабичката земена? Мојата е планинка. Од кај место? Од Годивле. село Годивле. Колку е далеко одавде? Одавде имат пак 37-8 километра. А ти од кај си родом? Од овде си родом? Не, Од каде? од Мариово. И што те наведе овде кога дојдеш од Марио? Судбината. Судбината, а? Да. Умрела мајка на пораѓај, со мене друго немала, по мене јас сум бил најмали. Се родил мајка му умрела. Немало каде што и А од кое село? Од Вепрчање. Так, од која галабија си од таде? Од која фамилија? Од Јаничовите, ако си слушал. Немам чуено, имам појдено во селото. Крењовци, ако си слушал, Вујче ми беа тие медарите едно време што беа. Може би сум прав мовет со нив на овој, сум ги снимал изгледа така. Сега се во градско појчке Таму преселени. се, а? Така. Те слуша бабичката, те слуша? Абе, слушат, ама дослуша и та. Така. Тро постара од мене. Добар ден, Свико.
Ај, Здраво живо! здраво, како е, добар. Сполајмо на Бога, сполајмо. 80 години имам јас. Да ми живее 100 години. Дај Боже, ма, Па ќе се најдеш вака со сликово, што си помобетуваш со вака. комшија. Со комшијава, да. А. Што си помобетувате вака? Што си правите мовет? Моабети правиме, некош бака, така, се кодошиме некош, едно, друго. Тоа е помало од мене. Ти што поработуваш вака? Јас под пензија сум, краби имам печес и пасам. Со колку живееш дома вака? Онај, Така? син, Така? онадан е внук. Кај тој другиот? Благоја. Бабичката ти е жива? Бабичката, јела Амори. Амори, јела маму. Е, викам ми. Таму е бабичка. Снима, пријателе. Ајдеме заедно да си помобетиме со неса така. Ајде појди. Ајде. Застани. Чекај, Мари, не да луѓе. Абе, знаеме тоа, ќе ја прашаме, иди. Така. Како се вика? Добар ден. Добар ден, здраво. Здраво живо. Арна си ми. Иди ја. Слушај, ова да ми кажеш, од каде си родом? Од Обршани. Од Обршани. А. И овде живееш во? Овдека 50 години живам. Така, како е вака живеачка во селово? Арно е. Работи помалку. Што поработуваш ти? Јас поќе на седење. Така. Челата кај ти се наоѓа овој што ја имаш? Тука живееме, ти е посебно, ние посебно. Така е, те слушате дово? Ме слуша понекош Понекогаш, се а? караме. Па ќе се смириме. Така си е тоа, така си е тоа. И кај вас тоа е? Секаде Секаде тоа е. Мажу жена ќе скара, па ќе се смира. Па ќе скара, па ќе смира. Ова да ми кажеш, надека ќе одите? Одиме Кривогаштан и Прилеп. И Прилеп, а? Имате превоз редовен? Имаме. Имаме Редовно крушевски има. комбина Аха. од Воѓани, од Бучин, од Бршани и да по нашиот џадева. Колку пари вака од до Прилеп ви земат? 8 банки, 4 одиме, 4 идиме. Така. Продавници имате во селово? Имаме. Колку имате продавници? Една. Една? Има се во продавницата? Има. Туку вака едно, да се ја слушаш ти бабичкава, а ти да слушаш дедово, ќе може така? Се може. Ајде бркај си ја работата ти, здравје. па ајде така, биди ми поздравен, па кога ќе се видиме, овој да ми живее 100 години, може така? Дај Боже. Инаку по занимање сум инженер земјоделски. Се занимавам особено со сточарство и земјоделство. И туту. Со овците работиме традиција поголема некаде околу 50 години. Овци имаме околу 200. Чуваме и крупен добиток, некаде околу 5 до 6 крави и така живееме некаде. Храната ја набавуваме собствена храна, имаме површина некаде околу 6 хектари површина, лично од татко ми и таа ја работиме. 4 хектари некаде имаме сеено за сето за храна за овците и за кравите. Волната е тоа нерешен проблем со години, околу 10 на години, таа стои по шталата така набиена 20 денари по килограме и воопшто не е исплатливо ни да се стриже, ама мора. Дури си млад, ништо не е тешко. И се не се давам. Ама годињето гледам ме натежнува. А уште ми е мерак да си дојдам да погледам, ако не дојдам да и погледам, јас не можам да живеам. Каква е комуникацијата? Имате водовод, имате струјата, телефон? Да, водовод, телефонот го поставивме 86-та година. Со ваши пари? Да, со наши пари, вложување на приватните луѓето. Така. Асфалто го туривме 87 година, а водоводо го изградивме, го пуштивме во употреба 96 година, на Петровден имаше прослава тука. И тој изграден со наши пари, со вложување и со донации од невладини организации. Најмногу ни помогна Македонскиот центар за меѓународна соработка од Скопје. Како е организиран културно-забавниот живот во селото Врбјани? Културно-забавниот живот во Врбјани запајџа, моментално запајџа. Времињата така дојдоа, запајџа. Имам порано фудбалска екипа, добро се носеше со останатите села. Известно време беше играме и во регион.
во фудбалски регион, југозападен фудбалски регион, патуваме до Охрид. Сега нема фудбал, проблем се парите. Ова да ви кажеш, навечер кај се собира млади, кај одат да речеме, во градовите имаме и театри, имаме и киносали, додушни киносалите Да, не работат, да. имаме кафичи овдека каде одат, или во околните села. Младите од нашето село вечерните часови ги поминуваат во градовите. Прилеп, Кривештани. Немаме овдека забава за младите. Кога последен пат имало свадба во село? Последен пат Или има, рече си? има свадби. Последен пат беше сега на 25 јануари. Вечер има ли уште вака? Имаме и бејчари. Нема многу бејчари. Имаше доволно, мислам, многу. Се и женија повеќето од Албанија. Вака може да ми кажеш отприлика колку има нови брачни парови сега за овие изминати неколку години? Рече дека од Албанија има моми дојден овде? Да, 13 има одеден од Албанија, невести, овдека во селото. Дали е добро да се вратат луѓето во селото, да живеат, да ги разорат нивите, да ги отворат куќите кои што се правени пред 50 години, затоа што вика старите од онаму, кој што се роди во нема место никаде, а и би додал дека ако не заврне во селото, ќе капне што се вели. Препорака, да. Ние го напуштаме селото Врбјани. Го оставаме ова убаво село да се го живее својот живот. Со едно ветување дека пак ќе дојдеме. Ќе дојдеме на летната слава на селото Врбјани Свети Никола, за да направиме нова репортажа.